Добро, лај сме, добро. Добар ден на сите. Ние сме младинска организација Културолошка иницијатива 5 до 12. Моментално се наоѓаме во кафе бар Кадмо на благодарност до домакините за нивното гостопримство, што ни угостија да можеме овај прес да го направиме тука како најава за летната програма која следува ова година. Четврто летно издание поред, Културолошка иницијатива 5 до 12, алтернативни културно-забавни настани, 4 години веќе со уникатни настани и доживувања за граѓаните тука, опријаните, гостите и од земјата, но и странци кои за жал се помалце ги имавме претходните 2 години поради ситуацијата со пандемијата, но оваа година се надеваме дека ситуацијата е променета колку толку и дека ќе биде многу поразлично, ќе биде настаните посетени, имаме доста интересна програма, спремни се сите настани од 1 јули сега овој петок да започнеме до крајот на август, 21 август, да истераме 7 настани кои се на официјалната програма, исто така ќе има настани кои што ќе бидат оф програмата, кои отпосле ќе бидат објавени. Доколку имате некои прашања, иначе со мене се дел од екипата Димитар Попстефанија, Христијан Томески и Илија Левески. Ако сакате. Или можам настаниве на 1 јули започнуваме во петок од настанот Hey OH или Hey Oh Let's Go, како една најава за целото лето. Тоа е велосипедска еко забава Tour de Trans, која започнува од 18 часот од пристаништето до Горица 3 паркингот и потоа се враќаме назад до паркот Куба Либре, каде што таму ќе се стационираме, ќе има музика и во движење со велосипедите ќе има музика, забава и ќе застанеме на една така мала дружба која што ќе најави целото случување ова лето. Потоа следува еден од најбараните настани ова лето и претходните, кој што беше еден од најуникатните на 9 јули, тоа е настанот Тој љубов, односно староградската пловидба со ансамбл Билјана по езерото со кајчиња и гостите можат со пловен објект, како на пример кајчиња, субдаски, се што е со вестање, без пенти, мотори, така натаму, да ни се приклучат. Се тргнува од Канео, завршуваме на старото пристаниште, односно островче, како што си го викаме. Таму ќе има двочасовен концерт со ансамбл Билјана, така што тоа е навистина уникатно доживување за сите кои што можат да бидат присутни. Тие што немаат пловен објект може да се приклучат од на пристаништето да го проследат и навистина се поминат незаборавно на еден таков настан. Настанот е инспириран од уште првата постава на ансамбл Билјана, кој што на Петровден со чун поминувале по езерото и свиреле староградски песни. Потоа под младокот на ансамбл Билјана ја продолжи таа традиција, па ние заедно со ансамбл Билјана сакавме да направиме уште нешто поуникатно и самата идеја во пандемијата за дистанца со кајчињата даде таа баш уникатна идеја која што навистина на сите гости им се допадна. Потоа следува 23 јули на скейт парк Free Spirit Day, скейт контест, каде што овој пат ќе имаме и музичка точка, односно ќе настапат Мамут, нов охридски алтернативен метал бенд, Хајка од Скопје и од Струга диџејот Томе Рудбој, кој што беше и на минато годишното издание на Free Spirit Day. На 6 и 8 Waked Lake Sunrise Coffee, односно кафе на Изгрејсон се со во организација со Шила кафе бар, каде што на некој начин го започнуваме денот со кафе, чекаме Изгрејсонце и на сите да ни започне денот убаво. 12 август следува едриличарската регата Село Клок во организација заедно со едриличарски клуб Ека Пират кај Дивоно за класа Оптимист. Потоа следува нов еден настан кој што годинава го вметнавме, ќе биде на 19 август
во касарната. Generation Z, односно гостини се од Скопје, младите дечки, младите артисти, Мате Фолт, Зибом, Пецо Исток и DJ Петар, кои што ќе имаат заеднички музички концерт во касарната, на полигонот, а следните 2 дена го завршуваме ова летно издание со еден од најголемите настани кои што овие 4 години ги правевме, а тоа е летното отворено кино со автомобили, Summer Drive-in Cinema Film Flow, од почеток од 20 часот до 12 часот, каде ќе се прикажани долгометражни филмови, ќе има пуканки, ќе има забава, ќе има музика после тоа, така што ве покануваме уште еднаш сите кои што сакате да присуствувате, да видите дел од нешто навистина специјално кој што се обидуваме да го направиме годиниве, да ни се придружите, да дојдете како гости, кој сака може да се вклучи, да помогне и така натаму, така што се надевам дека ќе има добар одзив оваа година. Што имаме различно што ќе оваа година Сакам некој од вас? Оваа годинава имаме повеќе само микрофонот. Да кажам, ова година малце ќе е поразлично од преходниве 2 години, заради тоа што веќе се олабаени сите мерки, нема да имаме никакви рестрикции од корона и ќе можеме повеќе да се фокусираме на публикава. Во принцип тоа ќе е сменато, нормално са сите настани ќе се добијат многу поубав шмек, ради што нема да имаме никакви проблеми со вируси, пандемии и такви ствари. Да, имаше и на флерчево 4 различни работи на кои што се фокусираат ова издание. Така. Зошто тие и дали ова е мислам прва година кај што има такво тематско издание на... Да, тоа го направивме заради тоа што ова е ние 4-то издание и ова лето ќе е све во символ на четворката, затоа дадовме затоа и го насловивме цела програма The Sign of the Four. Заради пандемијава ставивме малце повеќе фокус на mental health и self-expression. И реално овие ствари се стварно некои работи што се малце во последно време се има дефокус даено на овие ствари, заради тоа ова лето се фокусираме на креативност, self-improvement, mental health и self-expression. Дали е комплектиран тимот, дали имате Па, можеме да кажеме слободно дека има доста заинтересирано за млади луѓе што сакаат да волонтираат во нашата организација. Имаме пријавено околу 50 млади луѓе што сакаат да помогнат на било кој начин во ова иницијатива. Значи, дали се тоа волонтери, фотографи и луѓе од настрана што стварно сакаат да помогнат на вакво алтернативно лето да се одржи. Да, слободно. Да. Четврто издание е ова годинава. Како ќе интересот од програмата, како искуството, што предизвикува најголем интерес во рамките на програмата и дали програмата може да се искува да го на тоа што се пројавува најголем интерес? Па, чувството од претходните години е навистина поинакво, посебно, бидејќи првиот пат кога започнавме многу амбициозно, мислам како и сите години ентузијастички, но имавме во првата програма поставено само 15 настани, значи само настани плюс работилници, плюс потоа се додаа уште настани, нешто кое што навистина беше многу тешко да се изведе, но со секоја година нормално дека се филтрира програмата и настаните оние во услови, да кажеме, како што би можеле да ги изведеме најдобро, се одлучуваме за тие настани, оние настани кои мислиме дека ќе пратат најдобра порака, кои ќе пробудат најголем интерес кај луѓето, бидејќи културолошка иницијатива е една платформа која што сакавме да изградиме за едноставно да има за младите луѓе кои што се талентирани од нашиот град и од другите градови во буквално шпицот на сезоната јули-август, каде што имаме многу кич и турбофолк, да пробаме со една алтернативна програма да
ги ставиме на површина нашите вредности и вештини кои што ги поседуваме како град, бидејќи ги има многу. Со секоја наредна година гледаме каков интересот кај луѓето. Во претходните години навистина може да се пофалиме со голема посетеност во границите на нормалната поради целата ситуација со пандемијата, но настаните кои што ги направивме навистина бевме фокусирани да не фали буквално ништо за нешто може да загрози организацијата, да загрози најмногу некој од присутните што ќе се таму. Затоа годинава ќе видиме буквално најмногу кој настан ќе биде најпосетен, на кој ќе има најмногу заинтересираност, но од претходните години искуство можам да кажам дека настанот на 9 јули Староградската пловидба Ој љубов, љубов има некое посебно чувство, бидејќи тука Охридско езеро, ансамбл Билјана, староградски песни, навистина е настан кој е баш најбаран и луѓето сакаат да учествуваат и го правиме еднаш во годината и сите го бараат да се случува буквално секој викенд. Ако е тоа со прашањата, би сакал уште еднаш да ви се заблагодарам за одзивот и за присуството на медиумите, па се надеваме дека ќе не поддржувате, ќе не следите во работата овие наредни 2 месеци. Ви благодариме. Благодариме.